Болката е чувство со кое се има сретнато речиси секој човек на планетава. И возрастните, но и децата. Иако класичната медицина нуди многу методи и можности како да ја победиме и елиминираме болката, физиотерапијата ни нуди дополнително уште многу други техники и современи методи како на најлесен начин да се справиме со истата. Методот Макензи е креиран од Робин Макензи, новозеландскиот физиотерапевт, некаде 50-тите години на минатиот век, каде што тој случајно забележал како некои движења, некои позиции можат да променат нешто во насока на подобрување на симптомите, и после тоа започнал тоа систематски да го истражува и да го анализира, и дошол до заклучок дека одредени позиции и движења можат да подобрат на зглобовите и на ребетниот столб, можат да подобрат симптомите и да ги излечат симптомите. И така го креирал методот Макензи, неоперативно лекување, механичка диагностика и терапија, кој што понатаму неговите следбеници преку Институтот Макензи го усовршиле тој метод и преку научни истражувања и научни докази го донесле до еден од најпознатите методи за третман на мускулскелетни заболувања. Бидејќи движењето е акцентот на методата Макензи, најдобри резултати дава кај механичките повреди на рбетниот столб и на периферните зглобови. Преку систематски одбрани движења и вежби, преку анализа на движењата се дава правилна насока на пациентот како да постапува во периодот додека трае терапијата, кои движења да ги прави, и тоа е една од придобивките на методот Макензи, што го вклучува активно пациентот во процесот, така пациентот осознава за неговиот проблем, така може да забележи појасно дека преку некое движење може да направи подобрување на својата клиничка слика на својот проблем и во перспектива да се направи некаков начин, некаков протокол за превентива на неговиот проблем, што е многу важно. Нели, модерната физиотерапија не е целта да го направи зависен пациентот од физиотерапија, туку да го осамостои и да го научи како сам да си помогне и како сам да си го контролира проблемот. Што е со спортските повреди? Колку спортистите кои редовно имаат одредени проблеми го користат овој метод? Да. Спортот е предизвик и за физиотерапијата, но и за Макензи методот, и поради тоа тој тука наоѓа голема примена. Поради тоа што голем дел од спортските повреди се поврзани со derangement, со разместување на некакви структури, било тоа да е на рбетниот столб или на периферните зглобови. Макензи тука наоѓа многу битна примена, пред се во насока на диагностика, но и во насока на откривање на причината на проблемот, откривање на предиспозиции на проблемот и давање на јасни насоки како понатаму да спортистот преку некои движења си помогне и како да се оспособи за да може побрзо да се врати на терен и како да направи превентива од други проблеми. Физиотерапијата во моментот се класифицира во топ 5 професии на иднината, токму поради современиот начин на живот, токму поради глобализацијата и заседнатиот начин на живот, заради зголемениот број на патологии, и поради тоа разните институти кои што занимаваат со мануелна терапија, со други методи во физиотерапијата, многу работат на наоѓање на модалитети, на наоѓање на начин како да бидат поефикасни и повеќе да помогнат на пациентите, и во основа тука лежи клиничкиот пристап, индивидуалниот пристап. Тоа е една од основите на Макензи, преку клинички добро направен преглед и функционален преглед на движењата се доаѓа до индивидуална насока за тоа како пациентот да се третира, индивидуален план, додека конвенционалната физиотерапија, физикална терапија се базира на апарати, на пасивни третмани кои што немаат и некој добар ефект долгорочно.
Како што спомнав и претходно, се повеќе се зборува за патологиите на рбетот, се повеќе луѓе ги имаат тие проблеми. Тоа веќе не е само медицински проблем, туку и социјален проблем, да не кажем и економски проблем. Современиот начин на живот, глобализацијата го врза човекот за седечките професии и за жал ние сме генерацијата која што ја плаќа првичната цена за тој проблем. Во главном предизвик е што треба човекот во перспектива да направи. Никогаш не сме имале повеќе технологија, никогаш не сме имале повеќе достап до информации, а никогаш не сме седеле повеќе од сега. Така што моја препорака е движење. Што повеќе движење, излегување од дома, излегување од канцелариите. Македонија е многу убава земја, каде што на чекор од нас имаме убави шуми, планини, езера. Тоа не кошта ништо и мора да го искористиме човекот покрај рбетот, покрај зглобовите, така си ја лечи и душата, така го лекува целото тело. И како да ве контактираат и како најлесно да ве најдат нашите гледачи? Ние постоиме оваа година 20 години, сме Центар за физиотерапија Кинезика Физиоелит. Се наоѓаме во Скопје, во центар на улица Петар Попарсов, 19/3. Не е важно дали е болката акутна или хронична, стара или нова, краткотрајна или долготрајна. Најважно од се е да не се обидуваме да се лекуваме сами на своја рака, ниту пак преку интернет препораки. Уште поважно од се е веднаш да се обратиме кај нашиот матичен лекар, кој најверојатно ќе не препрати кај високостручен физиотерапевт, каде треба да бидеме истрајни и доследни во процесот кој ни предстои.